Дали работите одат, се разбира, многу потешко од што добар дел од јавноста сака или очекува или се надева. Може ли е еден општествен консензус кон тоа или во ова поделено општество работите ќе одат вака како што сега одат, полека и тешко? Прашањето е зашто ние дискутираме. И што сакаме како држава? Кој е нашиот концепт за држава? Која е нашата визија за држава? Катица загадна светски проблеми. Глобалниот капитализам, ултрадесниот конзервативизам и така натаму. Ние не дискутираме во Македонија за државата на благосостојбата до 70-те години, најкасно 80-та негде, до Реган, до Тачер, например. Како таа действуваше, како после тоа таквиот систем почна да произведува повеќе проблеми во светот. Тачеризмот, реганизмот и така натаму. Ние за тоа не дискутираме во Македонија. Ние очигледно немаме ум за такви теми, како да измоделираме општество кое што ќе биде попродуктивно. Ние дискутираме, имаме состојба на пропадната држава, на украдена држава. Не за нијанси и модели во рамките на некои цивилизирани општествено-економски системи, ние дискутираме за украдена држава од страна на една група која што се конституира, инсталира како мафија. Тоа е елементарна ситуација на едно предмодерно општество во кое што ние се наоѓаме и нашата криза произлегува со вакви размери, со вакви димензии од тоа што ние имаме украдена држава. Ние 25 години ги продлабочуваме проблемите на тој план. Нема компетентни институции. Независно во кој модел, неолибералистички, конзервативен, не знам, држава на благосостојие или било што. Ние немаме компетентни институции, имаме заробени институции, институции кои што се сведуваат на поединечната волја, на група на луѓе, на поединеци и така натаму. И нашата криза од тука произлегува. И ние треба тоа зло да го победиме. Прво, а потоа да отвориме цивилизирана дебата за тоа каков капитализам е можен во Македонија или, не знам, некој вид социјализам или така натаму. Дури потоа таа тема треба да дојде, зашто ние имаме на елементарно ниво имаме разрушена, неконституирана држава. Да се присетиме зашто беа штрајковите пред изборите. Шетањето по улиците, зашто беше? Беше заради елементарното кршење на човековите права. Не беше генералната тема етничките прашања. Беше елементарното кршење на човековите права. Беше корупцијата. Главна тема. Беа затварање и притварање на луѓе по затворите без да се докаже нивната вина. Десетици, илјадници. Беше тема грубо навлегување во приватноста на луѓето. Половина држава ја ставиле на апарати за прислушнување. Добро, ама тоа покажува дека... Значи, темата беше таа. Зборувам за тоа. Да. Значи, ние треба да разговараме за да излеземе од криза прво за овие прашања. Треба да ги казниме оние кои што го произведоа ова. И потоа ќе дојдеме во ситуација мирно да дискутираме за какви модели на општествена правда сакаме. Кои се тие модели што ќе ја направат економијата попродуктивна, кои се тие модели кои што ќе произведат подобра дистрибуција на економската моќ, па преку тоа и поголемо чувство на луѓето за лојалност кон сопствената држава. Овде сега не се работи за нелојалност на албанци или не знам на срби, на роми. Овде станува целото население ја губи лојалноста кон државата. Затоа што исселувањата од Република Македонија не се случуваат по етнички затворени линии. Бегаат македонци, бегаат албанци, бегаат роми, бегаат турци, бегаат сите од Македонија. Вие последните податоци ги слушнавте. Да, Четвртина од населението се иселило од Македонија. За жал, тоа е целиот регион во таков модел.
38% заминале од населението од Албанија. 48% 9 од Босна и Херцеговина. Од Србија податоците официјални не се точни. Јас правев една анализа. 400.000 од 2003 до 2013. Но тоа не е точно. Тоа се официјалните податоци што ги доставуваат државните органи до Обединетите нации, па нели ние таму кликаме на веб страниците за да ги најдеме и така натаму, но тоа се фризираните податоци. Значи целиот регион се празни, а во рамките на регионот ние сме најлошиот случај. Дефинитивно, со најранлива ситуација и нам ни се заканува, навистина ни се заканува распаѓање на државата. И не случајно овие од страна сега, комши и други трети подалеку, некои со платени даночни пари од државата, даваат изјави фаталистички за да хушкаат. Сега те се платени од нашите даночни пари. И имате секакви белосветски идиоти кои што ќе дадат секаква изјава за 100.000 евра, за 100.000 евра, за 200.000 евра и така натаму од даночните пари на Република. И таа клима сега околу Македонија се зголемува и се отвараат стари рани, бидејќи комшилукот исто не ги решава успешно своите проблеми. Ниту Србија ги решава успешно, ниту Бугарија ги решава успешно, ниту Албанија ги решава успешно, без оглед што напредокот на Албанија е голем во споредба со претходниот систем, многу поголем, подинамичен од некои други делови во регионот, но постојано се бара проблемот кај комшијата. И ние во Македонија, доколку не побрзаме да им покажеме дека ние имаме доволен капацитет за кохезија во земјава, тие притисоци и шеми од минатото ќе се зголемуваат кон Македонија. Благодарам за